Добре дојдовте во Нов Асном, уште една интересна емисија. Денеска имаме еден необично интересен гостин, он е блогер, кој своите размислувања ги пишува во својот блог, една чиста промакедонска искрена мисла, кој не контактираше на нашиот Facebook канал, со доста интересни идеи, бев поттикнат да го викнам затоа што пред некој ден бев во Илинден, седнав у кафана, чекав 25 минути да ми дојде келнер. Буквално изгубив пола саат за да кажам здраво на келнерот и од другата страна кога прашува, бе дечки, што правите вие? Немаме толку, помина времето кога се седеш у кафани по 4 саата. Сакам да јадам и да бегам, ми вика да келнерите ни отидоа. Каде бе отидоа? Вика у Хрватска да работат. Добро, што е проблемот? Дали е само парите или не? Во едно од својот блог репорти, мојот драг гостин Мишко ни за тоа збори. И денес, меѓутоа, он е интересен лик. Сакам да ве запознам со Мишко. Добре дојде. Добро ве најдов. Како си? Добро, одлично. Баш ми е драго. Благодарам на поканата. Да, многу интересна така карактер и лик. Да. Имаш завршено на факултет за политички науки одсек. Направен факултет. Направен, изгледа. Први одсек новинарство. Новинарство. Дипломиран новинар. Да, но сега исто така студираш? Да, моментално студирам македонска книжевност. Одлично. И работиш? Да, работам 10 години значи во областта на хотелиерството, како рецепционер во повеќе хотели. Браво. Значи имам со тоа искуство. И не само тоа, него пишуваш, имаш свој блог. Блог, како може да те најдат луѓето на блога? Мишко Ливрински Blogspot. Blogspot, да. Така и јас ги прочитав твоите добри мисли и репортажи. Бев пријатно изненаден кога ми кажа дека имаш новинарство и после ги поврзав. Кажи ми што се случува. Ја имав пред некој ден 25 минути чекав да ми дојде келнер, но обичен, мислам за да каже здраво, како сте, што сакате, како можам да ви помогнам. Во еден од твоите блогови пишуваш за тоа. Так. Како се, дали е се во парите или можеби во третманот и условите кои им се нудат на келнерите, кои се многу една битка алатка во услужната индустрија? Па не би рекол дека секогаш све е во парите, значи некогаш и условите се тие. Хотелиерството како и гостителството се дејности без кои не може без замена на човечки труд. Не можеш. Тука не можеш AI да донесеш или робот и јаде да готвиш храна, матиш. Сега проблем е тоа што во другите индустрии, значи роботиката, техниката се услужи и тоа е онаа работа што многу луѓе не им се најасно кога се го менувавме системот. Кога идевме од еднопартиски или тој комунистички во капиталистички. Значи комунистичкиот систем беше премногу се заосновуваше на манифактурното производство. А манифактурното е поделба на трудот, повеќе трудот да се вработува место машините. Да. Кога се смени тој систем, кога почна више машините, затоа толку прилив на кадар почна. И луѓето не им стана јасно, мисле дека ако државата отвара повеќе фабрики, дека пак повторно ќе биде исто, како што било пред, меѓутоа со оваа технологија што имаме, че тоа е тешко, зашто све е на дугменце. Да. Сега во нашава дејност, во хотелиерството, гостителството, туризмот, че не можете тоа. Че тука вие човечкиот фактор. Број. И една од работите што не ја направија според мене е грешка. Тоа уште и во школите, пошто јас сум постручна, средна школа хотелско-туристички техничар. И нас не уче дека као рецепционер мора ти да знаеш и да услужуваш, че и келнерска работа, па и готвачка работа. Апсолутно. Че јас немам ништо проблем тоа. Ама тоа се 3 работни места. Че вие треба да ме платите за 3 работни места. Не за една. Да. И они сметајќи дека така ќе го преполоват, тоа што еден човек ќе натера све да работи и келнерот и шанкер да биде, и келнер класичен, и бармен, и ако хотелите иде по спратови, он особен келнер што служува, не знам, и конференциски сали. Епа сега, не може еден човек све.
Тоа е Да. труд, значи човек не е компјутер, компјутер кој ќе му дадете 200-300 команди ќе рикне. Да, Самиот ќе се исклучи, ќе рече пауза ми треба. да, ќе Така загре. да, тој однос не допринесе све. Државата не уфрли никаква заштита. Кој кажеш никаква заштита, што подразбираш? Па не, Што за луѓе кои немаат па не знам да се спроведуваат законите. Значи ние проблемот кај нас што ние имаме закони и тоа добри, меѓутоа на терен нема кој да ги спроведе. Или си имаат газдите познаванства, па тоа така ќе пројде. И да дојде некоја инспекција на терен. Така да, тие фактори значи допринесоа ова сега што се случува, значи како последица. Не дека јас сматрам дека и во Хрватска нема лесно да пројде тој. Да. Меѓутоа за 4-5 месеци донесете барем мене колку што ми кажуваат околу 4-5 до 6.000 евра, што јас за една година дека не можам тие да ги направам. Сепак се исплати. Да. И затоа бегаат луѓето. Да. Значи комбинација од лош третман Да. заедно со добра исплата. Да. Кој за 4 месеци таму, Да. овдека, да. А кажи ми кога имаш твои колеги кои имаат исто така отиден таму Да. се вратено? Да. Како? Имам колега кој што иде секоја година. Мгм. Април ќе отиде, септември ќе се врати. Он се е задоволен. И како работи со тебе? Ти мене ако ми кажа дека М, во тој ресторан м. дека едноставно еден ден не ми дојде, кјотерот не ми дојде. После ми се јави вика дека бил Хрватска. Да, не, значи овој колега Буквално. што ми е не сме работеле значи порадно, меѓутоа сега не веќе со мене не работи, меѓутоа имаме контакти. Он е Да. значи презадоволен, значи таму немате вие камери како овдека на секој ќош. Кај нас значи во институциија имате на секоја ќош е камера. Иако некој ми кажува дека законски ја не знам дека тоа не било дозволено. Дури ми кажуваат на неколку места кај што ми значи за газите вика дома, вика они само пред телевизор седат или пред телефон и гледаат што работниците што прават. И сега си поставам зошто сте работите ако немате доверба во мене. Да. Под еден, под два викаат психолозите тоа го прават луѓе кои што се плашат дека ќе бидат украдени, значи кои што крадат и кои што се плашат дека ќе бидат украдени. Че Да. оној што краде многу нормално дека се плаши дека и него ќе му се случи. Да, од друга Исто. страна за оние вработени кои стварно сакат да злоупотребат дел Да, од значи не своите. е далеко тоа дека нема и такви. Да. Мораш некако да се заштитиш со Да. некои модерни средства нормално. А контролите не секогаш се и ефективни заштита, па може да осеќаат дека тоа е можеби најдобар начин. А кажи ми од друга страна како е на пример како таквото 24 часовна значи surveillance, значи надгледување над ваш, дали се осеќа или едноставно ќе се навикнеш? Ќе се навикнеш. Да. Да. Едноставно си работиш Да работата. знам, еве, во еден хотел кај што работев, една соварка ми кажуваше кој што работи во Хрватска, вика таму вика се чудиш вика како камерата вика не иде вика над тебе. Вика само уште на рамо што не ти ставиле камера. Значи таму вика се чудиш. Така да ќе се навикнуваш значи на тоа. Кажи ми за третманот. Пишуваше нешто за тоа, посебно кога дојде кризата. Можеш да ни кажеш во ковид кризата исто така? Па да, не ковид кризата кога дојде едноставно нас ние бевме цела индустрија отпуштени. Да. Да. Што и тоа што имаше доста пишува ако вика отпуштајте ги сега после тоа ќе ги барат. Еве тоа се деси. Многу од нив почна значи да. Јас се сеќавам пред 2023 кога што работев во хотел Солун и тогаш дојде Хрватскиот синдикат за туризам и угостителство да интервјуира луѓе. Треба за тоа беше март, крајот на март, почеток на април, тоа време, не ме фаќајте за збор кога точно, меѓутоа тоа време беше. Значи тогаш дојдоа што би рекле ние и сакато, и старо, и све за интервју за работа во Хрватска. Значи хотелот не може да најде персонал за себе, меѓутоа дојдоа за во Хрватска.
Тоа е интересно. Они сами себе се Значи, пукаа да. или што? Значи, еве уште еден факт што е значен, значи не е секогаш парата што ќе ме дадат. Мгм. Како реков ја и понашањето и однесувањето. Че јас пошто сум работам на рецепција, реков што кажа да се го не, јас знам у кој хотел колку се внесувало пари. Че за тоа сум имал увид. Мгм. Ја не знам колку се изнесувало за струја, за вода, не знам, храна за ресторан, потрошен материјал. Чи пак е тоа, тие се големи институции, значи работа 24/7. Че Да. јас стварно не знам. Секој што имал разбирање, можеби дека газдите не можат да ме платат оноку колку што треба, Мгм. високо. Меѓутоа вие не мора секој со парата да ми покажете дека ме цените или дека ја вредам за вас нешто. Мгм. Со неколку работи, како што кажав, значи почит прво, хотели кај што ќе има теретани, не знам, базени, спа. Зошто вработениот да не има право барем еднаш месечно тоа да го искористи за себе? Мгм. Сега, Да. ти така мене ќе ми покажат дека ме цените, дека ви стало до мене, дека тоа ништо. Ништо не Значи, гледат. тоа што е на дофат на клиентите, не е на дофат на Така, вработените. И им така се е, лимитира и не им се така дава. е. Мгм. Тоа дали нашиот газа мислел дека секогаш ќе најдат будали, Што ќе работат за ама нив. јас знам од свое искуство, младиве генерации како што доаѓаат, се многу со право, се многу не се како мојве генерација, ама мајке мене така ме училе, ај молчи, ќути, важно пари да земеш да имаш работа. Мгм. Не, ти вика све и свашта, не работам све и свашта. Ја ако сум дошол една работа да ја работам. Значи се доаѓа за систематизација на своето работно Така. место, да. Мгм. Значи тоа е мислам што допринесе значи оваква ситуација да сме. Значи еден хроничен недостаток на вработени Да, кои ја прават лоша услугата безпотребно нормално да, и без тоа да тие вработени што ги услужуваат гостите тоа да го сакаат. да. Можеби ти како вработен имаш најдобри интенции, меѓутоа едноставно заради што си преокупиран со еден, втор, трет, пет у исто време, Мгм. не можеш да отвоиш доволно време за твоите гости. Така е. Да. И како се рефлектира ова во меѓучовечките односи, на пример во твојата индустрија и кај што работиш? Па знаево некогаш и да биде напнато, Мгм. знаево и добри односи, значи че имате на секаков, како да ви објаснам, на секаков начин че имате и добри односи, меѓутоа знаево и да се рефлектира и лошо. Мгм, Знаево мгм, и доста грешки, зашто некогаш имало потреба, еве, двајца, тројца рецепционери да има, мгм, што премногу гушва. Не мгм. може еден сам да остане. Да. Тие грешки одма се гледаат. Така да има секогаш различни искуства. Или да речеме вие имате хотели како кај нас што се бренд Мериот да го земеме, Да. Хилтон, Hilton, Marriott, Мериот, кој ги има, Holiday Inn, добро Best тоа. Western, сите се тие брендови. Да. Да. Мора Еве, да работат Мериот, по одреден терк. за сега ја би ги земал Мериот и Хилтон, како пошто се светски бренд. Значи ја мислам дека сите светски брендови имаат своји школи, кај што кај обучуваат, кај што прават нивен кадар. Мгм. И тој кадар не само за нив послужи, него може да послужи за цела индустрија и за другите хотели. Па ќе кажеш бренд на еве на Holiday Inn, на Marriott, на Hilton. Значи вие Marriott ја колку што гледам и Hilton денес кубурат со кадар. На Да, секој во втор, трет месец они само бараат, имаат огласи. која е причината? Значи до сега мислам дека објаснив доста. Да. Нема кадар, да речеме во нивните хотели као што се 5 звезди, тие се со 5 звезди Мгм, хотели. мгм. Да речеме рецептиската работа е многу не пообемна во смисла повеќе обврски, морате да извршувате стоејќи. Мгм. Тоа е 8 сати стоејќи, ај можеби прва и втора смена ќе се издржите, меѓутоа трета Кога нема толку од 10 работа. или од 11 до 7.
А знаете 4, 3 саат, 5 фаќа дремките више. Тоа е многу тешко. Ако се од страна кога се кубури со кадар, вие што еден ден ќе му дајате слобода. Ќе се врати од работа, ќе поспие, утре ден ќе мора да отиде на работа пак. Тоа става умор. Да, во светски рамки можеби, да, во бренд хотелите, овие со 5 звезди, да, стоја таму. Меѓутоа сигурно тој има 10 рецепционери, па тебе заради тоа што си бил трета смена ќе ти даде поволност 3 дена слободни. За тој се осети како човек. Да. Значи, пак е збор, значи, таа е комплексна што е човечки труд во прашање, не е тоа машина. И компјутерот морате некогаш да го исклучите до одмори. Интересно. Тоа не може да изврши еден човек. Значи, non-stop еден да извршува. Значи, јас сум идел во хотели кај што сме кубуриле со кадар по 12 часа на работа. Вау, Од 12. 7 до вечер 7, од 7 вечер до 7 се бајле. Значи, кога се немало кадар. И колку дена се работи така? Па 2 дена, па слободен, па 2 дена, па пак слободен, така. Значи не можете другше. Така, како да ви објаснам, превише комплексно, што е прашање човечки кадар, нема значи вложување од страна на газдите. Кој кажеш вложувања Па и во во самиот- опрема или во Во кадар? самиот кадар, Добра. значи се задржи кадарот и тој што го има, да му се даде некоја поволност, да тој се осеќа убаво на работа, да му биде, да се осеќа газите се грижат за него, дека им значи нешто. Че јас пак мислам дека никој не си бега од дома ако не му е добро. Да. Така да, ако некој си отишол и од некоја фирма, компанија и од државата, си отишол што не му е добра. Така да, тие се тие факти, значи кои А што односот треба може да се ми работи. кажеш со каков однос, меѓучовечки однос? Како мислите, газда, Да, вработен? Па има во секакви ситуации. И не само газда, тука и не може газдата во еден голем хотел кај што има 50 Да. вработени, Значи, он мислите седа менаџери, да. работници, имало све и свашта. Знаете како една моја колешка викаше менаџер и измислена професија за луѓе што идат, ќе земе вика едно лифче и ја I'm busy. И јас сум запатен. Да. Така да имало иначе интересни ситуации, имале прекупување, префрлување на вини. Има во еден хотел кај што кај работев. Ова не сум бил сведок, меѓутоа газдата го биеше лош глас, доаѓаше тука. Кај што ми кажува, вика тој вика имаше тепано келнери, шанкери, значи свашта, ја малце го фатив у тие добрите, кога се дека вика во добри. Научил да биде Да. добар можеби со Ја луѓето. конкретно, пала на Богу, не сум имал некои лоши искуства. Некои караници, некои такви работи, не можам да се пофалам. И тоа знам за многу други. Интересно. Тоа е тоа. А кажи ми освен меѓучовечките односи, дали на пример некогаш има предизвици во однос на гостите што доаѓаат? Или генерално регуларно се е окей? Па секогаш да, окей било, малце ако направам споредба со пред короната и сега, сега значи многу поприлив на гости од претходно. Значи ние сега се со јуни месец, крајов на мај, почетоков на јуни сме, се соочуваме со ситуација да више нема каде гости. Хотелот во Скопје нема да прими, не може да прими гости, Да. зашто нема слободни капацитети. Така да сега, значи, ако зборуваме, меѓутоа, она што е забележливо е промена на таа структура на гости што доаѓале пред короната и сега што се. Да речеме, сега имате многу наплив на турци, што ги немало пред короната. Интересно. Едноставно дека се најбројни турците. Која е причината за тоа? Па не знам дали Балканот бил некогаш нивни, па го осеќаат како нивни.
Не би знаел, значи, да ви ја кажам која е причината, меѓутоа забележив напливот на турци и полијаци. Полијаците некогаш до Хрватска иде, ама сега што викаше да мој колега вика изгледа вика овие открија дека и од Хрватска има вика по море подоле. Може има поевтино тука од Западна Европа. Меѓутоа пак морам со политика да поврзам. Добро, се окей, овдека е отворено, што сакаш? Македонија е на такво геостратешка позиција исток и запад. Да. Чи не можеш ти да отидеш на исток, на запад, од исток, а да не пројдеш тука. И обратно, од запад на исток, а да не пројдеш. Чи Македонија е имало од секаде. Дошле, после барем еднанок, Скопје не е туристички град, како Охрид да речем. Ретко не е бизнис што доаѓаат по работа, остануваат тука. Со недела или неколку дена. 1 до 2 вечери тока. И тоа ни за да продолжат, дали југ, Турција, Грција, дали на исток како идат од запад, они морат тука да останат. 1 ноќ, 1 до 2. И обратно од исток кога идат, значи тука доаѓаат од Бразил, од Аргентина, од африкански земји сме имале гости, од Јапонија, Кореја, значи Сингапур, од каде нема. И тоа е нашата геостратешка позиција. Да, јас знам кој имав Која да. Повели? Која е многу битна за да креираш својата политика. Апсолутно. Тоа што нашиве не можат никако да го сватат, јас 150 пати се обидам да го кажам. Да. Че ние со таква геополитичка положба не може да биде врзана само за исток, не може да биде врзана и само на запад. Апсолутно. И Тоа мислам единствено што го знаеше, еве за време на Југославија многу може ќе се наводат Јосип Броз. Он затоа така играш. И чим ни излеговме од таа позиција, 91 гледате одма омови се дешава по цел Балкан. Да. Што и тоа е Балканот што затоа и Балканот секогаш бил за секоја империја атрактивен. Од и Кина што е еве далечен исток има интерес тука. И проаѓа патот на свила, затоа сите империи тука. Не затоа што ние сме нешто убави или не знам што или крставици патриџани. Поднебието е многу атрактивно. Него тука е исток запад, тука е. Таа е таа врата. Така да тоа е нашата политика грешка, тоа е едино Киро Глигоров со тоа го кажуваше еквидистанца. Ако се сеќавате. Да. И никој друг политичар. Овие наши него научија. Да. А види, гледам дека има многу професори со и докторанти, кои мислат дека безалтернативноста е најубава и најубедлива, меѓутоа е хотелиерството. Не безалтернативност, не вика еден е изборот, ЕУ и НАТО. Да. Еден како збор. И избор не одговара. Таа е таа безалтернативност. И меѓутоа во вашиот, мислам, во сегашниот индустрија што е, апсолутно незамисливо ти се еден избор да имаш кога си крстопат на разни патишта. Да. И тука е целата приказка. Да. Мене имав едни пријатели, они ми збореа дека доста турци имаат доаѓано. Да. Он има бизнис во рентакар. Ке дојдат овдека. Да, многу изда рентакарот ке преспи една ноќ и тоа цела фамилија. Рентакарот издава, не знам, пошто не сум водач. Идат ни села. Да има многу ефтина. Да, да. Доста и тоа се зимаат рентакар. И ни цел Балкан идат, возат недела дена и после пак доаѓаат овдека, ке преспиат, ке си дојдат. Да. Таа нека шема. Абе и таа види. Сето тоа носи луѓе, носи бизнис, носи приходи. И сега таа е услужна дејност што мора, мислам, е доста доходовна и доста е актуелна. А и плюс тоа во последно време, сега не можам да ги точно кога, знам дека дали е пред короната или после тоа Скопје имаше повеќе ноќевања од Охрид. И поред тоа, тоа допринесе и Скопје 2014. Можеме ние што сакаме да збориме. Да, јас сум рекол, тие што се краделе, што се заработувале на тој проект, треба да се одговарава.
Да. Немам тука ништо против. Меѓутоа како проект он доста допринесе. Че ние имавме гости кои што да речеме ме прашуваа одма кога ќе дојде дури вечер во 1 сат каде е статуата на Александар Македонски. Мгм. Странци сакаа да ја видат, чуле. Сеќавам италијанци, пошто беа, тоа беше баш ја 2016 кога се работев, мислам дека се уште не беше беше пред финиш. Кажува прекрасно, вика ова боле од Рим. Италијанци. Така да, и тој проект допринесе, се видео, се расчуо, видеа, па мислам дека идеш и на CNN или нешто на некои тие амерички телевизии, Да. сигурно им по интернет. Знам ова италијанкава сега што ја спомнав, знам пред мене пушташе видеа што беа тоаш пуштено од Скопје 2014 за Па тоа у кои се италијанска дотајаш. леарница се лееше, мислам, Па споменик. да, таму негдека Да. Да, ги и зима. интересно. Да. А види, ова е дефинитивно нешто дел што е основа подлога за добро работење. Да. Сега да, Па такви проекти треба и во другите градови. Не е само не, Скопје. апсолутно. Такви проекти треба и по планините, не знам, од Моралишто, друго таму можете да Планини изградите. одредени Пошто ние градови што ги имаме, што се историски, добри, да. историско-културни локалитети, војни исто локалитети како резултат на првата, втората Балканска војна, прва светска војна. Так. Јас имав еден пријател од Канада, он дедо му се борел во Галиполе. Значи, и он ме посети овдека, јас бев тогаш во Македонија дојден, ме посети овдека и отиде на Галиполе да види кај се тепел дедо му. Ние тука имаме француски, англиски гробишта, имаме бугарски, српски гробишта, значи тоа е еден, може да се развие еден добар историски културен туризам, исто како една додатна нишка на сето тоа што го имаме. Меѓутоа, знаеш, треба да имаш визија за тоа и треба да ги гледаш работите. Без визија ништо не се може. Да, ако имаш богатство што е до тебе, а ти гледаш нешто што немаш и кукаш за тоа што го немаш, никогаш... Да, кукаме зашто не сме дел од ЕУ и од да, апсолутно. Од ЕУ зашто не сме дел. Дефинитивно. Сега, за крај, што би препорачал на газдите, менаџерите во твојот сектор, затоа што доаѓа лето и јас низ Скопје стварно услугата некогаш во некои ресторани ми е катастрофа, не затоа што се лоши дечките, едноставно не можат да постигнат. И јас тоа го гледам. А од друга страна па да атрактивноста на пример за работа у Хрватска е неколку, мислам, финансиски е многу подобра. Што би препорачал? Кој е клучот за да се реши овој проблем? Кај го гледаш ти? Па клучот да се повеќе вложува во кадар од тебе. Школи, да пример, ние немаме више во угостителската школа нема више паралелки со келнери. За мое време келнери имаше 3 паралелки, јако го учев. Сега немате ни една. Ако збориме за мојава бранша, хотелско-туристички техничари, имате една, моментално една паралелка со по 10 деца. Тоа не е ништо. Ние бевме 2 со по 30, 34, 35 луѓе. Сега имате една со 10 деца. Чи повеќе да се вложува, повеќе да се учат, и да се работи на да не биде тоа, значи ако сте келнер, како потрошен материјал. Дека сте нешто нижо. Да. Тој ствари тоа е првиот контакт буквално со ресторанот кој што вие отворете на видео во странство, вас вие келнерот, што ми има прилика во некој од мене хотели да гледам видео, вие господи. Да. Изгледа како господи. Дефинитивно, да. Така да, значи треба да се вложува, меѓутоа треба и почит да се има. Да, секогаш, значи, парата, апсолутно сите ние работиме за пари. Што е не додека ја, како да објаснам, дека јас се согласувам можда со тоа. Никој не ме прашал кога сум се родил каков систем да живеем или каков треба да биде и како треба да се уреди до денес, никој не ме прашува. Ми тоа така не наметнале, ние мораме да работиме за пари. И тоа треба да се подигне, и финанси имаат. И тоа основно е нешто што ја би останал, да имам добри услови. Да имам почитување. Не може да бидам крпа или стока, а некој да бара да ме останам во фирма.
Или непријавен тоа што го имало? Дали има се уште непријавени? А јас до пред некое време бев во таков хотел, Вау. чекајќи и морав да си отидам. Меѓутоа не се срамам да кажам, газдата на хотелот е близо студенешна во вас. Бил и извршен, на партијата, пратеник бил во собрание пред 10-15 години. Си има хотел, уште еден сега ќе отвара, си има градежна фирма, 2 објекти овако кај ресторани. Вау. Вие не пријавувате, не Да. ќете до законот ве налага дека морате недела да му платите на тој што работи во недела и кој е празник и плюс трета смена. Законот, кој што неговата партија го донела и го спроведува. Да. Катастрофа. Да, дефинитивно. Што е што да ви кажам подалеку? Ништо се ја кажам. И затоа луѓето ќе бегаат, Да, затоа мислат дека ако донесат бутанци и непалци ќе ја завршат Да. работата. Него за нив тоа ќе биде само една попатна станица да бегаат на Да. Европа. Толку. И нема да го решат проблемот. Значи, да, проблемот е со нас, да има еден нормален човечки однос, така е. да се нудат услови најдобри што може да се понудат и да има некоја добра комуникација. Тоа е така. нешто што доста фали. Човекот не е роб, не сме ние античко време. Да. А би го антиката, види, си имале луѓе со своји, си имале односи, Да. фамилиски, пријателски, тогаш било. Така да. Мишко, јас се надевам дека ќе бидеш почест гостин. Јас се надевам. Уште еднаш само кажи каде може да ги твојот блогспот Мишко Леврински, blogspot.com. .com, да. Интересни гледања имаш, согледувања и размислувања. Јас се надевам ќе ни бидеш. Да, ќе имаме и ќе имаме и друг пат можност да збориме на оваа тема, затоа што опфаќаш многу теми, интересен профил и кадар си, со твојот работен стаж, но и едукативен бекграунд што го имаш, така да фала ти многу што Благодарам и на вас на поканата. Да, што беше мој гостинов дека во Нов Асном. Ќе имаме прилика пак да се видиме. Јас ви благодарам, значи парите се битни, сите работиме за пари за да можеме, меѓутоа не е нешто најбитно. Постојат и некои други сегменти од нашиот живот каде што човекот сака да си го задржи своето достоинство, почит, нормална комуникација со своите вработени но исто колеги, и тоа е нешто што треба да го промовираме за да имаме успешно работење и успешна организација која ќе гарантира постојаност и долговечност. Благодарам на вашето следење на нашиот овој интересен разговор. Се надевам Мишко ќе ни биде гостин и во иднина, а на вас ви пожелувам се најдобро.